Почитувани гледачи, следува добриот доктор. Јас сум Александар Динев. Ви благодарам што сте со нас. Денеска ќе зборуваме за алергии. Моја гостинка и соговорничка во студиото е доктор Наташа Јаковлевиќ, специјалист дерматолог на клиниката за дерматовенерологија. Доктор Јаковлевиќ, добар ден. Ви благодарам што прв пат сте дел од добриот доктор. Добар ден и благодарам на поканата. Широка тема, актуелна тема, токму во овој период кога се во ек сезонските алергии. На почеток, што представува алергија? Па да, пролета обично или секогаш ги буди и пациентите и новинарите за разговор за алергијата. Така. Па да објасниме прво што е алергија, за да полесно сватат и гледачите и пациентите за што се работи. Значи, имаме ние еден одбранбен механизам, тој е имунолошкиот систем, кој што реагира на одредени дразби од надворешната и внатрешната средина со одредена симптоматологија. Кај алергиите, имуниот систем пребурно реагира на одредени субстанции, ние ги велиме алергени, и ги препознава како некој непријател. Така. И соствено на тоа реагира со одредена симптоматологија. Обично тие се безазлени, значи од широката надворешна средина. Например, во периодот на пролет, сега нели не актуелна пролета, честичките од полените, кај дел од пациентите кои што имаат за жал алергиска болест, реагираат со одредена симптоматологија, а таа симптоматологија е појачана секреција од носот, кивавица, кашлица, конјуктивит исто се јавува заедно со алергискиот ринит. Значи јадеж во очите, солзење на очите, потоа убодите од инсекти почнуваат сега овој период, мора да ги спомнеме и затоа не ги се актуелни. Времето не е многу наклонето поради дождот. Времето не е наклонето, да, ама овој период после дожд многу често полените се активни, а пошто сега почнуваат рано пролетните полени, додуше обично во Македонија недека од јануари ни почнуваат веќе цветањето на одреден број на дрвја, значи веќе рано пролетните полени се во екот, така да симптомите многу често ги гледаме ние на нашата клиника и да речеме, ако збориме сега за некој процент, не можеме да кажеме точно, но секоја година се повеќе и повеќе имаме зголемен број на пациенти кои што доаѓаат да побараат помош, да направат алерголошки тестови, на дежурство се јавуваат пациенти. Да, но исклучително кога станува збор и за инсектите убодите кои ги споменавте, тие се по акутни, да речеме, некогаш и ургентни состојби. Да, убодот од инсект во Македонија, инсекти кои што нас би не загрижиле како алергиска реакција што би направиле, тоа се пчелите, усите и стршленот. Најчесто прават кај сите локална реакција. Тоа не е алергиска реакција, тоа е еден вид на токсична реакција, затоа што ослободуваат отров, токсин, самиот убод од инсектот. Но кај одреден дел од пациенти може да се јави блага симптоматологија, тоа значи да имаат еритем, црвенило, поголемо локално на местото, но кај некои пациенти за жал знае да се јави системска реакција, тоа е значи генерализирано, односно целосно црвенило, да се јави копривњача, односно уртикарија, да се јави пат на притисокот, потешкоти при дишање, при голтање, кај некои пациенти губиток на свест и кога веќе јадеш на дланките, на стапалата, и ако веќе ги видиме тие симптоми, многу често таа симптоматологија развива анафилактичка реакција, односно анафилактички шок, кој што некогаш е животозагрозувачки, брза реакција и брза медицинска реакција треба некогаш во таква ситуација. Да, ги споменавме и најчестите алергени, но и реакциите и веќе кога ќе дојде пациент кај вас во ординација, дури како што споменавте и на дежурство, доволна ли е само клиничката слика или потребни се и некакви алерголошки тестови и испитувања, за да со сигурност се потврди на што е алергичен пациентот? Да, значи првично кога ќе дојдат кај нас, ние реагираме со прво земеме добра анамнеза, клиничката инспекција, односно прегледот е многу битен, затоа што нели кожата е најголемиот орган во човечкото тело и ние со очите гледаме се што се случува на кожата. Значи прво откако ќе видиме за што се работи, реагираме со давање на терапија. Дали тоа ќе биде во болнички услови, ќе дадеме ние терапија, најчесто кај акутната уртикарија реагираме со ампуларна терапија, значи давање на соодветна антиалергиска терапија инекционо, некогаш и инфузионо бара, а некогаш припишуваме само таблетарна терапија, која што пациентот во домашни услови ја прима и откако ќе заврши акутната фаза на болест. Обично, ако се работи за
прва епизода на алергија, не збориме за алергија на инсекти, за прва епизода на алергија, некогаш и не треба веднаш алерготестови. Така. Ако се работи за некоја бурна алергиска реакција, тогаш алерготестовите се прават минимум месец дена од реакцијата. Секогаш треба да се запази протоколот за непримање на антиалергиска терапија извесен период. Така. Со одредени лекови побаруваат 3 дена, одредени 5, одредени 7 дена. За да не се замаскира состојбата. Да, состојбата, затоа што доколку пациентот го прима лекот против алергија, нормално нема да ни се појави алергиска реакција на кожата, таа посакуваната што би сакале ние да ја добиеме за да диагностицираме, потврдиме или исклучиме нели алергиска болест. И заради тоа ги припремаме пациентите како треба да се однесуваат пред алерголошкото тестирање. Исклучиво бараме секогаш да се јадени, затоа што лесно јадени и се имаме одредена храна која што висока алергена, обично велиме да не се јаде пред алерголошките тестови, да речеме конзервирана, сусамите, јаткастите плодови, за да ако се јави алергиска реакција, не ни замаскири, не знаеме дали е евентуална нутритивна причина или самиот алерген кој што го тестираме. И бараме јадени и од друга причина што нека ми извини машкиот пол, но многу често се случува при алерголошките тестови колапси да се јават на кај машките посебно. Да, има такви состојби, многу често се случува и кај граѓани. Со поради боцкањето. Да, поради боцкањето. Тие тестови се прилично безбедни и безболни. Најчесто во амбулантски услови зборам. Правиме тестови на подлактицата на раката со метода прик, тоа значи со ланцета и со капка. Не е агресивен, не е болен тест и детектираме, значи тука ставаме алергени од поленската, значи полените, домашната прашина, паразитите во домашната прашина, храната можеме така да тестираме. Најчестите алергени кои се. Да. Додека во болнички услови, обично кај пациенти кои што имале алергиска реакција, манифестација при анестезија примање, пациентите кои што треба да ги додиагностицираме за алергија на медикаменти, тие тестови ги правиме исклучиво во болнички услови, со хоспитализација, постапно се прави тестот, ги надгледуваме неколку часа, престојуваат еден ден на нашата клиника и после можеме да прогласиме постоење или непостоење на алергиска болест, да се потврди или исклучи. Да. Како всушност се изведуваат тие тестове? Ме интересира, алергенот го допирате на кожата со... Да. Значи на подлактицата на пациентот ставаме капка од алергенот и со помош на ланцета мало загребуваме, правиме на кожата и чекаме 10 на 15 минути дали ќе има реакција. Доколку пројави локално црвенило на местото на тестот, со мала папула, викаме, односно брумче, тогаш назначуваме дека пациентот е алергичен и со оглед на тоа која ширина и која големина е еритемот, односно црвенилото, назначуваме кој степен на алергија има пациентот. Така, тука ќе ги поканеме нашите гледачи почитувани, доколку имате прашање на тема алергии. Моја денешна соговорничка и гостинка во студиото е доктор Наташа Јаковлевиќ, специјалиста дерматолог на клиниката за кожни и венерични болести. Може слободно да се јавите доколку имате прашање на добро познатиот телефон 02 3116 Доктор Јаковлевиќ, кога сме веќе кај алерголошките тестови, дали веќе кога има симптоматологија, конкретно веќе почнуваат луѓето да чувствуваат алергија на полен, бидејќи иако е врнежливо оваа недела и 10 дена веќе, природата е разбудена. Дали со симптоми може да се даде вистинската слика и причинителот, односно кој е алергенот? Подобро би било во акутната фаза, во активната фаза, кога се симптомите да не се прават тестови. Но за жал, ние во текот на целата година и пациенти со симптоми ги тестираме. Некогаш се случува пациентот да не може да издржи, да не прима антиалергиска терапија. За наша среќа, на нашата клиника имаме апарат. Значи тестовите ги делиме на инвитро и инвиво, тоа значи во живо и лабораториски. Инвитро тестирањата, значи лабораториските, имаме еден софистициран апарат, имулаец се вика, кој што детектира циркулирачки постоечки IgE антитела, тие се тие одговорни за алергиската реакција и ги детектираме. Доколку се детектира антитело од одредена, да речеме, специфичен алерген,
прогласуваме дека пациентот, значи и преку крв можеме да направиме анализа, така да овие тестови ни се добри кај пациенти кои што имаат или симптоми или не можат да издржат без примање на антиалергиска терапија. И уште една работа, пеницилинските препарати кои што исто се многу чести, многу често алергија на пеницилин. Да, многу често алергијата на пеницилин, малте не секој втор трет пациент во книжка пишува КБ пеницилин. Првично, за да го направиме тестот, ние мораме да го детектираме преку лабораторија, значи преку зимање на крв. Прво гледаме дали постојат циркулирачки ИГ антитела, доколку нема, продолжуваме со кожните тестови. Кожните тестови за медикаменти ги правиме на исти начин, само што за пеницилини бараме и лабораториска. Така. Да ги слушнеме прашањата и од нашите гледачи, почитувани во програма сте, повелете. Добар ден. Добар ден. Поздрав многу голем до водителот и до почитуваната докторка. Ако може да се јавуваме од неготино, сакаме да поставиме прашање. Имаше детето кај мене херпес и во рок од 2 недели, мислам уште се лекуваше со ацикловир мас и јапчиња ацикловир на 6 сата и уште има траги после 2 недели. По колку време може да загине, ме интересира херпесот. На кој предел од на устата или на грбот ушо? На грбот. Да. Во ред, да. Херпес доста честа појава, меѓутоа чисто не знаеме дали е херпес обичен симплекс или херпес зостар. Херпес симплекс обично викаат 7 до 10 дена, но за зостарот треба малку подолг период. И обично велат, тоа е стар народен изрека, велат херпес зостарот поминува колку имате години, толку дена. Толку дена. Да, така да се зависи од тежината на клиничката слика. Така, очигледно бидејќи има терапија, го следи пред се можеби иматичниот лекар, доколку има потреба и на секундарно или на терцијарно. Не е проблем ако нешто има потреба, ќе го упати, меѓутоа обично велат и за херпесите се јавуваат кога паѓа имунитетот. Така, да. Но со зајакнување на имунитетот борбата на организмот е поголема и со терапијата се надевам дека ќе одмине, но доколку имате потреба, да можете да се обратите на консултации, бидејќи поминале 2 недели на клиниката за дерматовенерологија. Доколку имаме следен гледач, почитувани во програма сте, повелете. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме во програма сте, повелете. Добар ден, имајте убав ден. Исто и ви. Едно прашање до докторката. Јас сум алергична на пеницилин, на убоди од оси од пчели, веќе може 15 години. Но после 10 години од кога сум веќе алергична на тие работи, значи јас отидов да направам алерготест, пошто имав многу чешање, лупење на кожата, на рамениците, чешање на стомакот. Отидов, направив уште еден алерготест, значи после 10 години. И ми најдоа дека не сум алергична само на млеко, млечни производи, на белка и на јајце, на жолчка. На другото, се што постои, ми најдоа дека сум алергична. Дури што ми го извадија листот, устари не е еден, туку се 3 листка. На ореви, лешници, бадеми, на јатка сте, да, нутритивни производи. Да, и на храна, а најмногу сум на брашно, на кикирики, на компири, на паклиџани, тоа што да ви кажам. И плюс рековте на пеницилин, така? Да, тоа веќе е над 15 години. Да. И обично кој ќе ме укаса оса, пчела или било кој пајак, било кој инсект, значи јас многу отекувам и одам одма во амбуланта и примам инекција, одма. Так, да. И после е во ред, али отекувам страшно многу. Так. Фала, пријатно. Так, ќе прокоментира доктор Јаковлевиќ и вашата состојба. Да, навистина тоа беше едно од прашањата, дали може еден пациент, една личност да биде алергичен на повеќе алергени. Так, значи може да биде алергичен на повеќе алергени и убаво пациентката што постави прашањето за алергијата на убодите од инсекти, тоа не објаснивме, дека исто ние прво го детектираме преку крв, доколку се покаже позитивен резултат, правиме прво кожни тестови, исто со прик методата, кожни тестови, и потоа кај нас имаме единствени сме во Македонија, водиме огромен број на пациенти со десензибилизација, имунотерапија или
хипосензибилизација против убодите од инсекти. Слободно пациентката нека дојде на нашата клиника, ќе ги направиме сите тестови, ќе ги објасниме сите за и против ризици или индикации за продолжување на десензибилизацијата. Веќе знае 15 години, веднаш си оди во амбуланта, Така, убаво би било, значи десензибилизација, првичната е одлична, ние секогаш на пациентите им кажуваме и им даваме што со себе да носат како терапија. Но убаво би било да дојде да се детектира, софистицирана метода е, сите пациенти кои што имале анафилактичка, пошто грото од нашите пациенти кои што ги водиме на нашата клиника имале анафилактичка реакција. Прележале антифилактичен шок. Против, значи од пчела оса или од страшлен. И откако ќе поминат, има еден протокол, примање на вакцина двонеделно, значи 2 пати неделно ни доаѓа, тоа е протоколот, после имаме една доза на одржување. Сите пациенти кои што се веќе на доза на одржување реферираат дека после убод од инсект, они веќе немаат така бурна реакција. Локална, да, ви велам, нели, се работи многу често за токсична, но пациентите, значи, слободно веќе може да се движат и во природа, да се послободени, затоа што пациент кој што прележала анафилактичка реакција се плаши да излезе надвор, бега од травматично е, бега од инсекти како од ѓавол, така да убаво би било да ги ослободиме пациентите, а би била софистицирана метода. Има метода и вакцина како превенција за да може слободно да се функционираат и да не се плашат. Да, еве и за пациентката, гледачката, односно што се јави бидејќи има исти проблем. Ќе биде потенцијално не веќе пациентка пошто има повеќе алергии, но да се јави на нашата клиника, во секое време имаме да ги слушнеме и следните гледачи и ќе продолжиме потоа неколку и околу регистар и најчестите состојби и како функционирате на клиниката по однос на оваа проблематика. Почитувани, доколку сте на линија, повелете со прашањето. Добар ден. Режија, ве молам на редната линија, дали се слушаме? Добар ден. Јавувам од Гевгелија. Поздрав до вас и до Гевгелија. Повелете, во програма сте. Станува збор за алергија. Така. Јас сум лично на алергија, со алергија. Така да ми се јави алергија во прво на подлактици, на подлактиците, на препоните. А од што ви се јавува, од кој алерген? Дали имате направено испитувања, констатирано што е причина? Направи испитувањата, но јас сум веќе 10 ден со алергија. Прво ми се јави на подлактици, на препоните и во, мислам, на колениците така. И бев на доктор, ми удрија некој ампула синопен таму, до вечерта ми исчезна. Утре за ден бев на кожно, ми дадоа рупафин, ги пиев саба или вечер, но до вечерта пак ми се појави и пак примев ампула и веќе од петокот тргнав со некој аеркомп ми дадоа лекови, но тие аеркомп нешто има контраиндикации кај мене, така да не ги пијам веќе. И сега сум со рупафин. Алергијата малку се стабилизира, но јас сум уште под бела храна, она што ми се сите дадени додатоци. Дали ова година прв пат ви се јавува ова пред 10 дена? Такво нешто како коприва, како тоа прв пат ми се јавува, нешто како исип на до другата вечер со рупафин, пиење со лекови, кај мене се појави на горниот дел. Од препоните на горниот дел, дури во вратнот, во секаде. И во глава, и пак бев на брза помош, за инектирање. Така да сега сум стабилна, но уште сум, пробувам се дел по дел секој ден да нешто. И дури вчера бев чиста 3 дена, 2 дена немам конзумирано рупафин и ми зедоа алерготест преку крвта. И сега ќе видам испитување. Да, ама јас пред 15 на години правев алерготест во Велес јесено. Мене ми израдија на алергична на надворешно нешто, на синтетика, на куче, маче, на такви работи, на прашина, а не мислам на јадење. Али сега ќе испитуваме се уште. Да, и треба да испитувате. Ќе добиете консултации и совети од доктор Јаковлевиќ. Секој добро, господјо, да.
Вака, мора да објасниме на пациентите дека алергијата не поминува за еден ден и терапијата што е дадена може да ги смири симптомите, но тоа не значи дека нема да се јави пак. Ние затоа секогаш даваме терапија подолготрена, значи 5-7 дена, зависи од клиничката слика. И второ, некогаш се случува да алергијата е причина за алергијата е некаков инфект. Обично кај пациентите кои што имаат алергија, веднаш им даваме лабораториски упати за да направат анализи да видиме дали тука нешто се крие. Значи може да биде, ако доколку се работи за инфект како причинител за појава на алергијата, дали тоа ќе биде бактериски, ако е бактериски даваме антибиотска терапија, заедно со антиалергиската терапија, доколку е вирус, најчесто вирусите се само лимитирачки, така да многу ни е битно нас и лабораториската анализа, крвната слика да видиме дали тука нешто се крие. Каква терапија да се препорачи да се даде. Еве конкретно кај гледачката што се јави и мене ме интересира, ако прво била алергична пред 15 на години на тој тест на влакна од домашни меленичиња или надворешни влијанија и каени начина спомена, сега се сомнева на храна. Можно ли е после толку време да се појави? Па, значи, можно во секој време да се појават различни алергии, повеќе алергии. Сега, дали овдека е храна? Ние, вака, пациентката рече дека била по диета, пошто ние секогаш пациентите ги ставаме на антиалергиска диета. Кога се збори за акутната уртикарија, нели таа која што како реферира пациентката. Ги ставаме на диета. Тоа не значи дека е алергијата од храна. Но висока алергина храна знае да влоши клиничката слика, поради тоа ние даваме една антиалергиска диета. Тоа не значи, еве пак повторувам, дека е алергија на храна. Може да е, можеме да направиме така, алерголошките тестови ќе покажат, но рано е за пациентката. Доколку би сакала алерготестови, минимум 10 до 15 дена од реакција, од прекинот на антиалергиската терапија и бар 3 до 4 недели, нели ви реков, месец дена од као режим диета, да. Така, да. Да, ќе вклучиме уште неколку гледачи, бидејќи навистина секој втор се соочува во Македонија. Секој втор се соочува, а мислам дека нема човек што не изреагирал бар на нешто во текот на својот живот. Така е, така е. Почитувани, во програма сте, повелете. Добар ден. Добар ден, ве слушаме. Сакам до докторката да поставам прашање. Имам габична инфекција на нозите. И многу ме чешат, и то само ноќе ме чешат, а веќе 4 години одам на дерматолог, само ми менјат мастите, а сега последната маст ми е германска од дерматолог, со таа ми помага, ама нозите ме многу чешат и пијам за алергија. Испитав алергијата пред 2 години и ми кажаа дека сум била алергична на алуминиум. И ништо не ми дадоа терапија, само ми речоа да внимавам со ќе работам, да не фаќам со раци слободни, се со ракавици, ама јас имам и шикер, ја викам дали од шикеро, ама не ми е од шикеро, но вој ми се случува од габичната инфекција. И пијам цитеризин преку еден ден, а некогаш и секој ден. Сакам ако може да бидам со контакт со докторката, да идам на испитување кај неа, за да видам од што може да ми доаѓа таа алергија на нозите. Само нозите и раците ме чешат, ништо друго. Така. Да, секако докторката работи на клиниката за дерматовенерологија во склопот на клиниките при комплексот Мајка Тереза, со упат од матичен, секогаш сте отворени. Да, секогаш сме отворени. За пациентите, да. Така, се според ова што кажува пациентката, може да се 2 диагнози во прашање, но пошто е дадена таа терапија со цитеризин, може да се заработи и за екцемна реакција. И имаме исто тестови, можеме да направиме тестови, но пошто пациентката, како што ја разбрав, прима секој ден или секој втор ден цитеризин, бар треба 7 дена да е без терапија за да дојде да ги направиме тестовите. Поспротивно нема да бидат валидни и точни. Така, да, но најдобро е да се направи еден преглед, консултација. Да, нека дојде на преглед, па ќе се договориме како ќе ја менаџираме состојбата.
Кога сме веќе кај алерготестовите, алерголошките тестови, постојат ли контраиндикации? Споменавте во еден дел дека е за доста безбедна процедура, меѓутоа, еве, машкиот пол исто така го потенциравте при колапси, но останати компликации можни ли се при овие испитувања? Се случуваат многу ретко и затоа ги правиме контролирано во болнички услови. И секогаш ке пациенти кои што имаат високо ризична анамнеза, доколку нема потреба од примање на тој медикамент или тој анестетик, пошто посебно тие се ризични како тестови и како анамнеза, тогаш тие тестови не ги правиме. Доколку пациентот имал анафилактичка реакција од одреден лек, а не е индициран во примање, тогаш тие тестови ги избегнуваме. Доколку мора да се прават тогаш контролирано во болнички услови, под надзор, безбедно ги правиме, на размак од одредена минутажа, неколку дена, така да досега, значи, се случуваат реакции, но пошто сме секогаш тука, секогаш внимателно ги правиме, така да безбедни се пациентите во нашите раце. Така. Докторка, може ли во текот на животот да исчезне алергијата, односно да не е лицето веќе да надминеме, да се надмине, да не е осетлив на некој алерген? Па може. Значи имунолошкиот систем знае чудно некогаш да реагира на одредени дразби, стимуланси, знае некогаш со подобрување на животниот стил, пошто алергијата не се знае зашто е во пораст. Има многу причинители зошто алергијата се јавува. Една е генетскиот, доколку си го носиме како ген, тогаш колку посто е наследна? Ако се двајцата родители, се вели дека 50% детето може да наследи. Доколку едниот родител 20 до 50%, така да таа е статистиката, но во последно време статистиката малку се менува затоа што е во пораст генерално алергиската популација, алергиската болест. Така да не можеме се и статистиката секоја година се менува. Така е, така е. Еве и вие на пример секоја година бележите се повеќе различни пациенти сосема на некои нови алергени. Да, и има, знаете, една чудна работа што се случува. Во високо развиените земји поголем број на пациенти има со алергиски болести. Така да начинот на живот, целата обкружување надворешно животната средина, статичноста, немање на физичка активност, сето тоа допринесува да се во пораст алергиските болести. Доколку го смениме начинот на живот, постои можност да надминеме некоја алергија. Но од друга страна да не има контраиндикација ако се преселиме или во подоснежните години некаде на природа, па како ќе изреагира организмот од загадена средина, еве токсична да речеме на чист воздух. Тоа не би можел никој да каже. Индивидуално секој организам како би изреагирал. Но ќе се адаптира и ќе се адаптира. Во секој случај мислам дека подобро е да се живее во поздрава, почиста средина. Дисциплинирани ли се хроничните еве пациенти, да ги наречеме, кои веќе знаат дека имаат алергија и да се подготват еве конкретно пред сезоната на сезонските овие пролетните алергии, но и пред сезоната на аерозагадување, бидејќи претпоставувам дека имате и доста пациенти кои се јавуваат и во текот на сезоната кога е енормно високо загадувањето. Значи, као надворешен фактор. Генерално се дисциплинирани. Пошто се дисциплинирани генерално затоа што сепак се работи за нивниот организам, они ги имаат симптомите и они ги имаат потешкотиите. Така да генерално гледаме дека пациентите веќе што знаат каков тип на алергија имаат и каква алергија имаат, или значи алергијата е болест за жал која што не можеме да излечиме. Ние можеме да ја контролираме или се излекува единствено ако го тргнеме алергенот за надворешната природа, алергенот не можеме да го тргнеме. Кога се работи за алергија на храна, нели е лесно. Може да влијаеме внатрешно, да. Значи ние знаеме дека сме алергични на одредени производи, тие нема да ги внесуваме, така да тоа лесно се контролира, но надворешната алергија не можеме да ја исконтролираме комплетно, така да пациентите сами си знаат како да се однесуваат, во кој период од денот да излезат, која терапија да се ја примат. Значи сега се смените малку протоколите за примање на антиалергиска терапија, така да таблетарната терапија порано една на ден што се примаше, сега можеме да зголемиме на 2 на ден, 2 пати по 2. Зависи од состојбата и клиничката слика. Зависи од состојбата, така да пациентите ги едуцираме, они веќе сами знаат и сами многу често лесно си ја менаџираат
болеста. Да, колку од друга страна може да им наштети само иницијативно ако одлучуваат, а веќе знаат дека имаат алергија, па сами да си пропишуваат терапија и да си ја земаат на своја рака? Ако се работи за антибиотик, може да направат проблем. Значи антибиотиците секогаш кажуваме алергија на антибиотик, да. Не. И алергија, ами ако да речеме сами земат терапија како антибиотик. Кортикостероидите исто се лекови кои што се за третирање на алергија, алергиската болест, и тие исто не би требало пациентот сам на своја рака да ги зима. Но антихистаминиците, доколку пациентот осети било каква симптоматологија, антихистаминикот не е лек кој што е со многу контраиндикации. Така да, доколку може превентивно осетат било каква симптоматологија, прво што секогаш ги советуваме е да си земат антихистаминик или секогаш да носат со себе, при евентуално било каква реакција да си ги намалат симптомите. Да се смират симптомите. Докторка, на што забележувате последниот период, бидејќи се токму на тој одел на клиниката за која се занимава подолго време со алергии, третман и диагностика, на што најчесто, конкретно, ако го исклучиме овој пролетниот дел, се алергични граѓаните во Македонија? Искрено на се. Значи, емулгаторите, конзервансите и сето тоа што го има во храната, исто е во голем пораст во последно време. Убодите од инсекти, ние секоја година се поголем број на пациенти започнуваме со вакцинацијата, со таа имуното терапија, и тоа е во пораст, алергијата на храна. Значи, генерално мислам дека нема алергија која што би издвоила како алерген кој што доминира. Сите алергени, за жал, се во пораст. Како причините за алергија. И случај од јавување од гледачи, значи алергична на повеќе алергени. Колку се стануваат многу се повеќе граѓани алергични токму на повеќе алергени, се зголемува ли таквиот број? Се зголемува бројот на пациенти кои што имале одредена алергија, па некогаш се во вкрстена алергија, па на одредени производи кои што немале, односно одредени алергени или причинители немале алергија, можат во текот на животот да стекнат или да добијат, за жал. Така да не можеме никогаш да кажеме со сигурност дека вие немате сега и никогаш во животот нема да изреагирате. Убаво рековте дека секој од нас барем еднаш во животот така, да, еднаш во животот изреагирал на некаква, алергиски изреагирал на некаков причинител или алерген. Да, еве, како за крај совети, ваши препораки, ќе ги споменеме инсектите, како треба да се однесуваат граѓаните при убод, доколку веќе прв пат им се случува. Значи, ке пациенти кои што имаат алергија на убоди од инсекти. Шокова состојба, така, прво им кажуваме да не носат живи бои, да не носат бои кои што имитираат цветови, затоа што нели пчелите ги привлекува таа жива боја. Да не јадат на отворено, посебно овоштија. Да, доколку одат во природа, долги ракави, панталони, доколку се јави веќе убод, ако е локална реакција, тогаш можат само локално на местото ладни облози да стават кортикостероидна крема или антибиотска крема, се зависи од клиничката слика. Доколку се работи за веќе побурна алергиска реакција, кај нас сите пациенти веќе го имаат протоколот и знаат при убод им даваме секогаш што себе да носат антиалергиски терапии, тоа се значи антихистаминиците и кортикостероидите во таблетарна форма, истото и во инекциона форма, и постои една, значи, аутоинжектор, EpiPen се вика, адреналински инжектори, инекција, која што ја практикуваме да ја препишеме кај пациентите да ја носат секогаш со себе, затоа што тоа е првата терапија и најдобрата при анафилактичката реакција и при првата помош кај бурна алергиска реакција од убоди од инсекти. Така, докторка, ви благодарам за одвоеното време, за советите и искуството кое го споделивте на оваа исклучително важна и доста честа проблематика, и со задоволство очекувам да бидете повторно дел од Благодарам на Добриот поканата, доктор. со задоволство. Ви благодарам уште еднаш, почитувани вам, ви благодарам за вниманието со кое не следевте, ве поканувам да бидете повторно со нас и во понеделник, а во емисијата во понеделник ќе говориме за срцева слабост. Во меѓувреме останете со програмата на Сител телевизија, имајте убав викенд и грижете се за вашето здравје. Пријатно!